Ајде, нека ви е убава оваа вечер, ако ете случајно деновиве не ви беа баш најповолни. Ние ќе дадеме се од себе тоа да се случи, а ваше е само да останете тука каде што сте. Мислам за тебе програмата, никако не мислам тука на државата, нели? За тоа вие сами ќе се одлучите. Ама се надевам сепак на позитивен исход, бидејќи некако како да се надзира излез од оваа безизлезна ситуација во каква што сме веќе подолго време. Да, има излез. Едниот излез е на Табановци, а вториот е на Скопскиот аеродром. Добро, знам дека не ми верувате, секако. И имате право. Имате затоа што многу пати досега бевте излажани. Ама, еве, и јас не верував дека секој ден ќе се будам во 6:30 са бајали и ќе трчам. Да, не верував и бе во право, што не верував затоа што тоа никогаш и не се случи. Но, секако треба да престане да се верува. Односно, не треба да престане, бе, слушаме што зборувам. Не треба да престане да се верува и треба да се зборува. Слободно зборувајте за се што ви пречи. Зборувајте, само не заборавајте дека папагалот е во кафез. Не затоа што може далеку да одлета, туку затоа што зборува. Докторе, испаничено му се обратила една жена. Мојот маж, замислете, зборува во сон, што можам јас да направам да не биде така. Ништо посебно, драга моја. Само допуштете му понекогаш да зборува преку ден и готово. Добро, знам дека звучи се ова конфузно и како за психијатар, нели? И може би затоа сега при вработување странците ни наметнале да воведеме и преглед кај психијатар. И замислете, задолжителен бил, да, не за друго, не, туку биле зачудени бе мајката дека некој би можел да работи за овие плат. Добро, за да не ги загубиме и такви какви што се, ние сме вака во убаво искоцкано и одбрано друштво, од кое како први го издвојуваме нашиот покровител, државната лотарија. Игрете лото 7, многу едноставно, комбинации колку сакате, секоја и среда и сабота имате излекување и не заборавајте да ја додадете играта Джокер, со неколку бројки, едноставна е и за многу малку можете да добиете ептен многу. Гребете и гребки, да не заборавите, затоа што навистина се бројни, ги има преку десетина, различни се, а и во мода еве гребењето секогаш, нели, кај нас. Веднаш до нив на самиот врв се и останатите наши подржувачи и пријатели, меѓу другите ги истакнуваме Бучен Козјак. Па не знам што уште да кажам за нивните производи кои се превкусни, така барем велите вие, така барем рекоа сите гости кои ни беа тука во студиото. Ги изработуваат одлично, здрави се, превкусни, како што реков, млечни производи кои навистина се барани и ги има насекаде во скоро секој маркет, поголем, помал, сеедно. Алфи Техно Центар си исто така тука во Скопје и во Куманово, два преубави продажни салони, полни со квалитетна роба, навистина, што вели човек да не може да одбереш, ама верувам вие ќе успеете да одберете по нешто за дома, за вашиот двор или можеби за вашата канцеларија. Тие се тие две места на кои имате се на едно место. Производите на Арис многу едноставни за користење, а обезбедуваат чиста околина, што велам чисто ренто, дезинфекција, мирисано убаво и се чувствувате онака баш сигурно сега за пролетно проветрување ќе ви дојдат одлично производите на Арис, а секако нема да го заборавиме и преубавиот амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски и во ресторан Еден, каде организират, ама навистина, феноменални свадби и веселби. Закажете навреме затоа што скоро е преполно. Вечерва правиме, така би рекол, мала промена, барем во изборот на гостите, оти до тука можеме, дели? Со промените, мислам. Да верувам дека нашиот избор ќе ви се допадне, а освен тој избор, еве што уште ќе видите во Нема љутиш. Крв црвена, мокраќа жута, завршена работа. Добро. Некој мислат се глупирав, ја мислам дека учев, а некој мислат дека едноставно сум глуп. И сега може сите се управо, али генерално мене тоа ми даде некоја првична популарност
и ми даде позиција од која што сите ме подценуваат. Деца кад седи пред компјутер, обично се чанчи на столче, тоест зазима в неправилен положај у седење. Абе, скупо е, бе, ставре, свугде. Па ти денеска свак ден да испиеш по 5 пива. Скупо е. Мене, ба, се стојко не ми е скупо. Лако е да смуваш нову женску, кад не те познава уопште. Добро. Што бе добро, што добро? Кажа ти, моја нога више каде доктора не стопнуе. Па не, стопно е нормално кад ти све добри резултати. Ја види, крв црвена, мокраќа жута, завршена работа. Добро, викам ти, ја више на доктора не иду. Зашто бе не иду, па не иду? Зашто не идеш? Па последни пут кад беше, бе, Драгане. Вика, о, Коки, па ти дојде, бе, па куде си досак? Па викам, бе, дојде. Па немате пуно време, вика. Па немаме. Па зашто те нема пуно време? Па викам, болам беше, бе, докторе, нешто не мога да дојде. Тако ли му кажа? Па како да му кажа? Па кад се наљутија еден пут, искача, вика, да те не виду. И више не иду каде njega. И да не идеш, да знае. Sve dok ne ozdravиш, nikako da ne ideš. Car si. Aj, živri. Ба, немаш. И еве не, дојдовме до мојот омилен дел поради две причини. Прво, зашто можам да си го зезам Коки колку сакам. И тој мене. Смешка ми се чини. Нели? И втората причина е затоа што тука е нашиот гостин оваа вечер, човек кој често е гостин во многу емисии на многу телевизија, ама најчесто го викаат на некои така сериозни теми, по забавни емисии не е толку, не знам сега дали мисля дека не е доволно интересен и забавен за разлика од мене. Вечерва со нас на гости Љупчо Златев. Љупче, добро дојде. Добро ве најдов, фала ви за поканата. Па види, ова ми е второ гостување у забавна емисија. Не сум те видел за тоа. Еднаш бев во нешто конкретно кај Снеже Велков. Не беше толку конкретно. И ова ми е втор пат и да ти кажам искрено, кога ме покани, викам ќе возам до Куманово за забавна емисија. Супер, не сум те видел таму, а не било можеби конкретно зашто повеќе гости се таму, па не знам сега колку си може. Да, души по 2 минути и тоа, и помина емисијата. Сега ќе можеш да дојдеш повеќе до израз. Јас велам, за разлика од мене, затоа што јас мислам дека си забавен тип, сум те гледал во емисии, нормално кога разговараш за политика и такви работи, сега не може да кажуваш вицеви, нели? Но сум те гледал и во опуштена варијанта на радио, подкасти, кога водиш, знаеш да уфрлиш некои работи кои делуваат забавно, ама посебно се сеќавам на тебе од времето кога беше во Сител, имаше многу забавни содржини, кога правеше оние стендапи и грешеше често. Ако тоа имаше беше многу коментари на тоа, ама мене забавно ми делуваше. Ја добив инстант популарност со тоа што некој мислат се глупирав, ја мислам дека учев, а некој мислат дека едноставно сум глуп. И сега може сите се управо, али генерално мене тоа ми даде некоја првична популарност и ми даде позиција од која што сите ме подценуваат, но тоа подценување многу е добро во медиумскиот бизнис, затоа што ова е свет најкули и најубаво е сите да мислат дека не може, овој не го бива и така натаму и полека да си се градиш. Дај друго дете у стилот, Да, полека да си се градиш, така што Сител ми беше навистина добро искуство. 2 години работев таму. Во тие 2 години направив многу работи. И тоа беа баш интензивни 2 години. Тоа беа нај Шарената револуција. Све и свашта беше. Бомби, шарена револуција, ти беше Катица Јанева, се и се што. А ја бев 25-6 години. И така, почнав таму и навистина интересно беше, нели, во тој период се стекнав со некаква популарност и некаков неимидж, но едноставно потоа работите си продолжија по природниот пат како што си се и тука сме каде што сме. Не се срамам од ништо, не се срамам од тоа искуство, сосем спротивно, кога ќе видиш дека нешто што си го правил
тогаш, после 5-7 години си излегол дека си во право, е малку и своевидна форма на сатисфакција. Викаш И потврда. Викаше ли ви ја? А? Како? Видя сте ли дека дојде? До тој ја што га викаш? Да, најубаво е тоа. Знаеш, иако на потешкиот начин ги учиме сите лекциите, Да, вклучително и јас, на некои работи нормално не сум горд, но знаете како, кроз тие понижување што ги трпев, дели, додека работев таму поради својата работа и така натаму, говори нешто и за менталитетот на луѓето. Ма тоа апсолутно ние си даваме Говори и за тоа дека ние често луѓето, особено ова на социјалниве мрежи што се случува, има една огромна нечовечност, има една дури еден мизантропски однос кон одредени луѓе. Сега гледав некој дечко тамо што некеше новинари со мегафон и сега сите го исмеваат, го плюкаат доле се. Добро, да, смешен е младичот со тоа што го прави, тоа што го прави е генерално глупо, ама што очекувате ви од 19 годишно дете? И особено е лошо кога ќе видиш вампири од по 50 години како коментираат доле коментари кои се крајно недолични, онака да почнеш да речеш па може да управува во што неке новинари, знаеш. Да, види, намерно те прашав и многу ми е драго што на тој начин го коментираш ова, бидејќи Велија, како велеше, се претера и со ова социјалниве мрежи, со новинарство тamo, еве да кажеме социјалните мрежи одамна е претерано. Многу е претерана работава, тогаш си даваше секој за право да те коментира, точно дека ти грешеш, ама барем, знаеш што ми беше мене интересно у целава работа, ти се обидуваше да направиш стендап за прилог. Многу ретко се одлучуваат новинарите. Јас лично сум имал проблеми со многу новинарки кои не сакаат да застанат пред камера, што е дел, составен дел од работата на еден новинар за да го пренесе прилогот што поверно до гледач. Знаеш како, од ситуација да не можеш да направиш стендап, за 10 години подоцна, 5 години, 7 години подоцна да правиш 2,5 сати жива емисија, тоа е веќе огромен напредок. Да, сигурно. Знаеш, Да, да. и тоа е начин, и секој е паметен од детска соба, со телефон која седи у кафич, еспресо мало догоре или со Како мало треба знае. макијато што постои само у Македонија, нигде на друго Има место. ли? Да. Значи, Уште да има мало еспресо, и многу е лесно да си така паметен. Дојди бе, застани пред камера да те видам. Кој ќе се упали она црвеното ко Да, еве, јас плафонот на сум- глава. Јас сега сум возбуден, пошто светлава многу ме маваат у глава малку. Може и сега да ги повторам грешките. Не верувам. И да ги повториме грешките, се греши постојано, јас на почеток грешив, не е ништо чудно. Па грешка сме и луѓе правиме, тоа е. Да, погрешка може се и направи. Кој да знае како било таа вечер, некогаш пред 74 години, да кажеме. Планирано. Колку има колку? Или не планирано. Па, до морам да кажам 72. дека добро се држи за годините. За годините, да. За 74. Да. Дури изгледа и помлад. 70 Значи, ја би нема му дал. ден не смо се појавиле да не ме брука дека сум најстар у присутни. Али добро, еве. јас сум најстар. Као најстар тебе ти како се вика, кај тебе е Импонира ми честа, дека сам- кај тебе е да. честа да ги пренесеш нашите поздрави до Свети Петар. Свети Петар. Се сложувам потполно за две констатации. И за Сак таа си му го направија срце око го и нема. за онаа работа што рече не знам колку годишно говедо коментиран. Стар вика 50 години вика. Го Колку обожавам годишно? овој дел, ме. Боби, кажи, Боби Амадеус, маестро, тука со нас. Се те заборавам да те најавам, а ти си некако ни изоставен дел од нас, така да не мора да те најавам. Тоа е исто како Коки да го најавам. Немој како Коки тебе да те најавам. Љупче, спомна нешто дека има моменти со кои не се гордеш, јас предпоставам дека тоа беа тие матни времења, па малку беа испомешани работи, делење на табори, Груевски паѓаше од власт. Имаше некои вести, да кажеме, ајде, ја колку што се сеќавам, едни исти вести на неколку медиуми како да се уредува од еден центар и така натаму, предпоставувам на тоа мислеше. Па генерално да, мислам на тоа дека ние во тој период од македонската историја, не само ние. Јас имам храброста да го признаам тоа. На еден некни го читав Бранко Геровски како кажуваше дека како со Заев се координирале како да се објавуваат бомбите, дали преку медиуми, дали преку пресконференции. Генерално сметам дека никој во држава од медиумите не треба да се гордее со тој период. Никој, затоа што Затоа што тогаш сите што постојат
излегува од стандардите. Слушнавме за другата страна, ама сега па слушнавме и за оваа страна, што се случувало. Значи ние генерално сите излеговме од стандардите. Така. Тоа излегување од стандардите многу не чини како медиумска сцена и токму затоа во моментов платите во медиумите се нешто слично како платите во текстилните фабрики, да речеме, плюс минус 10%. Тоа не кошташе многу. Излеговме од стандардите, не стана пазарот главен двигател, туку станаа политичките фактори, странските фактори и така натаму, и ние до ден денес како медиумска сцена не може да излеземе. Од тоа и до ден денес не постои пазар во македонските. А новинарството е девалвирано до најниски. Новинарството денес е на ниво да тоа дека едноставно веќе кога ќе видиш дека на новинарство се запишале Многу помалку од четворица, не многу помалку, четворица Ама или порано пет беше души. борбата. Ја кога се запишував на факултет за новинарство беше неверојатно тешко и да се запишеш. Ама зошто децата да сакаат да го работат тоа? А нормално дека нема За да 50 сака. годишни говеда да ги плюкаат по социјални мрежи, Имено. за да работат за најниски плати во било која индустрија од креативните индустрии, и третата работа да живеат претерано стресен живот. Така е, професија која воопшто не е онака до 4 па после ќе си одморам. Нон-стоп, 24, ама на вистина така. Мене ме застанува полиција и у 2:30 најучер. И ми вика, а ја од кафана доаѓам. И немав испиено. Сега на медиум сум и да имам, ке лажам. Ние од медиум. Да, ние не пиеме, ние сме светци. Не, лажеме И- тоа. Да. Лажеме на. И вика, од каде доаѓаш? Викам, од кафана. А, добро, ама викам, јас сум новинар, тоа од работа доаѓам. Како од работа доаѓаш? Па викам, мене да седам у кафана ми е работа. Така да, кај се информациите? И ме гледа полицајцов и вика, па убава работа. Вика, И ја би сакал. да, А они што викам, лошо имаат. знаеш што е разликата, викам, меѓу тоа ти кога седнуваш службено у кафана и ја кога седнувам службено у кафана, што? Па викам, ја ја плакам Јас си сметката. плаќам. Така е. Новинарите никој не или ако чести некој тогаш у ќош се негде. Да. Значи не седат кај што сакаат. Не, има да се. некои силни прилики А, што би почастиле сега да не ги офираме толку луѓето, ама па и не е убаво да те почасти, пошто Не. со една плескајца и пиво да те купи некој подоцна, па Си дава за право малце после говори некои и за работи тебе, кои да. што не, ама убаво е што рече ти стандардот да ни е на ниво и да си седиме таму кај што треба да седиме. Так. Не треба да сме најбогата професија, ама сигурно не и овака најниско. Сега сме текстилни работници у моментов. Да, шиеме, веземе, не, Да. лажеме, веземе. У Така нешто. моментов сме текстилни работници и за жал тоа е. Умираат медиумиве и сега се раѓа некој нов тип на медиуми, се обидуваме да се прилагодиме. Тоа е Тоа тоа. планирам во вториот дел малку подетално за Дај тој нешто дел. да се зафркаваме забавна Ајго што да те емисија. прашам, еве забавно, она што те тепа, ја реши ли таа тужба на суд беше колку што знам? Нешто или немаш? Уште се суди. Ја се смени власта, се смени АНБ, мене АНБ уште ме суди. 20 година беше? Не, 20-та. кога те нападнаа, така? Кај беше? А не, тоа се реши, после се молеше тој да не му бил на условно. А ти повеќе имаш такви работи? Не, ја имам кривична пријава од Агенција за национална безбедност за издање на државна тајна. Аман бе до кога со тоа некој осудија овие од Инфомакс, Да, Мечка го судија него, ама мислам дека тој одлучи по кратка постапка да го тера спорот. Ја одлучив да се докажувам. И мојов процес е заглавен у прва фаза 4 години. И мене 4 години ме судат, ти викам, се смени раководство во Агенција за национална безбедност, дојде нова влада, кривичната пријава уште си стои од нив, обвинителство уште си брка работа и не планирам, ти викам, до крај. Ја им викам, јас сум веројатно еден од ретките што самиот побарал да оди во притвор. Зашто? Па, Да одмори? на прво рочиште ме прашуваат, вика, ти виновен ли си? Викам, не, ја информирав, викам, за злоупотреби. Чувствуваш ли вина? Не, викам, не чувствувам вина и подготвен сум да го повторам делото. Тоа значи, викам, дека треба да ме ставите у притвор. Да, еден од условите И судикава, гледа, вика, мене прв пат у кариера ми се случува, вика, обвинет да побара да оди у притвор. Па викам, можда ќе имам време да докторирам. Едноставно. Па вика, нема таму многу академска заедница. Вика, седи си дома 3 оброка и дневно. ми го одби барањето. И ти го одби баре? Да. А не може бе новинар да дојде до информација која е од значение за јавноста да не ја објави. Се он ако си
против нив нешто, ако сакаат да те третираат, одаваш државна тајна, Не, ќе ти стануваше спакуваат збор предмет. за државна тајна, ма се ти не можеш да направиш злоупотреба и тоа да го класифицираш како државна тајна. Тоа е работа. Значи- Абе има како сакаш да, Значи- так и завршена работа. А на Б направиле една очигледна злоупотреба и ја класифицирале како Ама државна тоа е тајна. од интерес на јавноста, ти мора да Па објаш така да јавниот интерес секогаш е на прво место. поважен од тоа. Ама добро, сега Со се политичари објаснуваме. кога А работиш така. стеснава е. ли те да го кажеш извор, како на страни Да, филмови? и ја им реков, Стискав го, кажи го извор. ме праша, вика, кој ти го даде ова, и ја викам, мислам дека беше Заев, може да беше Шоич, не се сеќавам, пијам бев, викам. И викам, жив беше уште Милан, овој глумецот, може да он беше, викам, не знам. Ви викам ја забавене. И треба, ба, не ти останува ништо Па, друго, освен нормално. будала да се правиш, кој имаш уставно загарантирано право за тајност на извор, у член 16 од Устав го. Да. Кажи го Го изворот пишува. бруток, викаш и готово. Со политичари Да. работи мора да е така. Да. Ќе се обидеме, имаме музички дел, да те погодиме со една номера што јас мислам дека ти ви ја нарачал кога седиш у кафејана, од прва причина вака, затоа што мислам дека ќе ти се допадне насловот поради политичарите. Ако сгрешам, нека изгубам. Нека изгорам. Нека изгор, таа е добра. Да. Добре, би ја нарачал. Па да ти кажам искрено, не би ми текнало, ама... А еве сега, го емисија од кога која у ме кафеја. подсети, би ја порачал. Ајде да чуеме Бог. Малку пауза па се враќаме со нови прашања. Ne plači, majko, što sam daleko i sam. I ne krevaj, magli, silni jadovi, svoj otpad zatrupam, se ušte go znam. Ako zgrešam, neka izgoram. Svoj otpad zatrupam, se ušte go znam. Ako zgrešam, neka izgoram. Ej, ridovi, sivi morinja, samke moram da me probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam, neka izgoram. Ako zgrešam, neka izgoram. Буф, само ќе направим буф. Браво. Значи и после музички дел може еден виц, така е? Можеме. Улазат Само кој два- за политичар. Улазат два политичара. Еве, одма за политичари. Улазат два политичара у аптеку. И? И еден му вика на оној на шалтер, два кондома. И вика аптекарка, виду, а ке купите ли нешто? Ај, немаме уште многу време. Кратко во ова прво полувреме. Блиц прашање 2-3. Кој сме кај политичарите, обично правиш интервјуа со нив. Кој ти бил најголем предизвик? Кој интервју го сметаш за најголем успех? Со политичар? Да. Никој. Не се воодушевуваш, што е добра работа. Па звезди се Не знам, доволни сум кај нас. правил интервју со председател на Европски парламент Антонио Тајани, сум правил интервју со Јанес Јанша, премиер председател нели на Словенија. Имам Андреј Ковачев од Бугарија, имам пар Тоа ти се меѓународни ликови, ама да ти кажам искрено дека нешто многу Она вау, ме нешто- возбудуваат Не. политичарите. Добро, тогаш на кој интервју ти било најинтересно, ајде со овие од Македонија? Сум некој? имал најинтересно интервју
во последната година што се сеќавам, знаеш, ја годишно правам 200 интервјуа и тоа е малку зафркнато да најдеш омилено, но нешто на што се сеќавам и што сметам дека 2024 ми било најдобро е со професорот Љубомир Кекеновски од економски факултет, еден брилјантен мислител кој Македонија за жал го нема искористено воопшто. И најпаметните луѓе во Македонија не се појавуваат по Не медиуму. само него, тоа сакам да кажам. Да, Обично бега. очигледно. Па, очигледно, што ние сме на телевизија, очигледно. Да, очигледно. Ама не, Но- од ова абнормалност очигледно дека луѓето Да, бегаат оние кои Да, што се и, наврват. и кога ќе успееш да извлечеш нешто од некој кој е така мудар, така меѓународно етаблиран, така паметен, а го нема во јавноста, едноставно тоа е на вистина вредност. Имам доста добри соговорници, секое утро имаме соговорници, кога немаме си правиме муабет со колегите, тогаш ми е најубаво да бидам искрен. И кафето највкусно. Са бајлечки. Да, кога замисли ти секое сабаје да можеш да го зафркаваш коки. Еј, уз кафица. По 2 сата. Ау. И пази, и заработуваш од тоа. Значи, не може да ти такнуја такви идеи да ги предлагаш на njega. Не е убаво. Ти си отворам и радио. Мислам дека треба тој формат, па може и на телевизија. Може, бе, што? Ја njega, може да Па го се- сезам куде сак. Не гледаш сега, сите телевизии прават подкаст, што е оксиморон само по себе, но за Тоа ќе го подоцна, дискутираме да. во вториот дел. Сега малку пауза, скечеви, па се враќаме. Лјупчо Златев оваа вечер во Нема љутиш. Исчанчен. Збор исчанчен обично се користи у медицински речник. Мисли се на зглоб кој искочи од лежиште и не е на свое место. Тој значи дека е искривен, извитоперен и нанаса некад неподношлив бол док да дојде на свое место. Деца кад седив пред компјутер, обично се чанчив на столче, тоест зазимав неправилен положај у седење. Они, за разлика од исчанчен зглоб, може да се дотера во лежиште с педагошко васпитну мерку ќутек. Арно ама, сак има многу строги закони, кои чек и на родители не ги дозволуе примену на васпитни мерки. Па та исчанченост може да се пренесе и на столче у школу, а покасно и на столче на радно место, и такој до пензију. Среќа ке ако та исчанченост не се пренаса и на живот, мислу, што ќе се работи ако дојде до искривеност, извитопереност и без место у лежиште и исчанченост и у живот. Не дирај. Да задржуј ли овде? Ма што ќе држиш до држаје си ти? Оној вечер, бре, кад се вратиме од кафан, гледам се такој у огледало, убаво бре, линија, види, држу се још, па си викам, ја јутро пак испил 5 пива, бре. Лако ти на тебе без памета са спаре. Абе, скупо е, бе, ставре, свугде. Па ти денеска свак ден да испиеш по 5 пива. Скупо е. Мене, бе, се Стојко не ми е скупо. На кога му е скупо, нек си пие воду. И тој бунарско ја ќе му дам. Скупо е, бе, ставре. Како не е скупо, мајко му? Па, со овие цене кои да нас, ти знаеш ли дека деца што живи у Германија ќе почне да викав, имам тетку у Македонија. Како не е скупо? Него дај сак по едну раки. А ти па сакаш да се миеш на избунар, не? Ќеш синко мајчина шали се ја, јок. Абе, време не гази, разбираш ја. Ја избегам малку од дома, кажаво на мојето дека ќе иду на локалну анестезiju. Бре, ако се избегаеш, што ја да те прибирам дома сак. Што ти е, бре, тој локална анестезија? Ама локална анестезија е като ти идеш, мислим, у комшија да се напиеш, разбираш? Бре! Ај, дај по едну, пак иду на предавање. Нема предавање! Нема, баце Стојко, ти се мораш да издржиш до крај. До крај, ама не с моју ракију. Јок, ти ќе дадеш ракију. Од твои пари ќе купим, ај. Вади од джеб тие евра. Ајде бре, вади од тој девачку пензију, нешто сигурно ти останало. Абе, што си за... Па немам паре, сак.
Па немам, не ме гледај тако е лошо. Па 2 пат го праќа на 8 март моја жену. 2 пат за 8 март. Па 2 пат. Ако имаш да ми дадеш пари, ке купу ракiju, не е проблем. Ови стварно будала. Зашто? Ке ти дам, море. Не ти дам, сви ќе ти ги дам. Сви пари што ги имам, тебе ќе ти ги дам, баца Стојко. Шалиш се. Па ти на мене сви твои пари ако ми ги дадеш, па ти од што ќе живиш бе, Ставре? Од камату, баца Стојко. Запамти, јас се с паре не шалу. Никад. Се враќаме назад, втор дел вечерва во Нема љутиш со Љупчо Златев. Љупче, мора да те прашам за Радио Лидер. Ти после Сител имаше комбинации со неколку медиуми Да. и потоа се случи Радио Лидер. Да. Од каде е Лидер и како побогу доби дозвола ти дослед Не бе тешко да се доби? најслучајно добив, не добив дозвола ја. Чекај, Ја Значи, случајните земав случаи постоечко случајно се радио. случуваат. Така возиш без дозвола? Значи не, земав на црно. На црно емитуваме. Па не гледай само дискотеки или на црно да бидат. Ние барем не може да убиеме луѓе со фреквенцијата. Мислам сега лоша шега, но така е. Знаеш што се случи? Одам, нели имав портал Лидер МК и одам да барам под Кирија простор и си правам муабет со газдарицата и ми вика, слушај, супер ова, толку ќе биде, волку ќе биде. А да ти даеме, вика ти, да ни купиш едно радио. Како бе, викам да ја купам радио? Абе, вика, Имате на лагер радио? абе, вика, имаме дозвола, ама не сме економски рентабилни, да го земеш, А вика, има ли зато да го зашто работиш. знам дека Да, тешко станува се збор за доаѓа. хит радио Добро. во Скопје. И викам, добро, после кратко време видовме дека не е можно да се купи, пошто беше блокирана фирмата мајка еден. Да, ама може да се Комплициран, смени. да. Може да се смени и викам, па ако не тогаш, викам дај ми го, ја ќе го работам за да не плаќај ти дозволи, ја ќе ти ги плаќам. Дозволите. Слушај. Е супер, вика, да ми се тргне од трошок. Ај. И го земав да го работам. И Хит радио беше, го ребрендиравме во Лидер и работеше. Но се случи една состојба да поради фирмата мајка едноставно мораше фирмата ќерка да згасне и радиото згасна. Така. Тогаш влета едно друго радио, Радио Роса, кое имаше исто проблеми да се усогласи на законските регулативи и не можеше да обстои. И оп на врата, Љупче, бе те прашам Не, нешто ја радио го и- најдов, ја го најдов. Пошто виш имав... Не, ќе играме лото, после па чисто ти да ги Има кажеш још едно бројките. радио на лагер, изволте И- купи. И почнавме со работка со нив и одлично ни оди. Значи, како радио сме добри. Ние малку очигледно ја сменив музичката шема. На жалост на нашиот, нели, музичар од вечерва. Ја Странска? сменив таа, ставив малку некој ретро рок, некои такви. Иначе народно беше радио. Да, претходно беше народно. Многу луѓе ми се налјутија. И често коментари ќе чуем златна музика ја сменивте, но едноставно Друга концепција се ти. Да, друга концепција и сега не сум таков човек, извини. Ти создаваш, креираш мислење кога се Креираш мислење, ти гледаш сега, ја на YouTube имам месечно 50.000 луѓе кои секоја емисија скоро ми ја гледаат. Барем дел од неа. Барем дел од неа. Така знаеш. е. И тоа е бројка. Така е. И Ти тие дава- 50.000 луѓе ти се, знаеш како? 50.000 луѓе се 50.000 луѓе. Имаш луѓе кои секоја сабајле ти пишуваат пораки, те слушам Фуколово, ти е супер, некои се караат со тебе, некој ги блокираш ради коментари, нели? Непотребно споменување на твојата мајка и слични такви. Ама ја видам, ама зашто кад не го познаваш жена? Болникава е, ајде може. Стара жена болникава, ама мајко ми. али суштината е дека навистина е тешко да останеш приземјен во оваа професија. Малкумина успеале, јас се трудам максимално. Не знам колку успевам, тоа треба околината да зборува, не можам ја да зборувам, пошто егоцентрично е да кажеш дека ти не си егоцентричен и не си Да, односно. Тоа е врвот на суетата на еден човек, но тешко е и токму затоа ние имаме проблем со бардовиве за кои говориме. Многу години и тука нешто Но нешто се случува. Геро е стварно нормален. Стои на човек. земја. Да, Добро. стварно нормален. И ти ми личиш дека стоиш на земја, До инаку не би кога се не знам. не би се оженил да не е таа. До Ожени се, кога- знаеш? Ожени се, да. Едва и Тому Прочитави, така, де. ева.
И тој не е од много работа, да знаеш. Пошто се ожени, и тоа пред 4 години, така нешто. Не, пред 2020 и не се женем. Ти Ќе треба- ме уби. Како го намести, веј? Никој не памти датум, и не жена ми јубилеј. ќе ме уби. Ај, он не го памти ни годину. 22 се оженев. 22. Да. Ти си тазе, не ти излегло тоа тебе. Гаранцијата не уште ти јас- истече. уште сум под Имаш гаранција. гаранција уште една година. И после? После не знам, не можам да гарантирам, ако продолжиш овака, може да ме сменат стара за ново. све се случува. Ќе се обидеме сега баш Не ме нешто. прашуваш за датумот на свадбата од дома ќе ми Не, готово. Не. Видов ја колку Не е улазе сато. у интиму, Значи, не га прашуј датум на свадба. Јас сопругата ја запрошив на 1 јануар вечерта од 12:00, нели 22 година, се надевам дека не ја сгрешив, нели? Леле, ако утнае целу година. Ама ти га намести, Види, значи, И не така. токму со намера да не го заборавам после датумот, пошто 1 јануар, 31, тука Значи, беше не измеѓу може да го 12:00. Датумот добро што сега со годините. Со годината не се сеќавам пак, но знам дека ја запознав сопругата на 17 април 21 година, а син ми се роди на 17 април 23 година. Еј, пази, немој да шляпаш на памет, знаев ги они датуми, немој. Сега се вади за ова што сгреши, Значи, значи, да, датуми, види, та. Добро се, светлото е јако, тоа Тоа предизвикува е. проблеми. Јас само да, ќе ти кажам, за она. вечерва стан имам Лумени. слободен ако нешто Лумени. се случи на враќање. Да. Ако начекаш за клуча на врата. Ќе направиме една комбинација поврзана со машко-женски односи и кумановско-кавадаречки дијалекти, бидејќи ти потекнуваш од Дај, кавадарци. можам да ви преведам на кавадаречки. Ај прво да пробаме на кумановски. Верувам дека ти Значи да го имаш прочиташ запознаено на кумановски. кумановски, Да, да. а после да го преведеш на кавадаречки. Ајде, За жена е. ајде. Што ти се тресе в ръке? Лако е да смуваш ново женско, кад не те познава уопште. Ај смувај го сега женути, кад знае дека си лажов. Ама кумановски го угоде. Кумановски 100% тачно. Гъд кажеш, Ај сега да значи, видиме, сега да видиме одат кавадаречки. дијалекти. Ајде да чуеме кавадаречки. Значи, Ladies and gentlemen, Го кавадаречки, сум го династија на заборел. кавадаречки начин. сум го заборел. Чекај, ја, Чекај, од- чекај, сега остави го. Чекај. Концентрација, плиз. Многу е лесно да смуваш нова женска, кај не те познава уопште. Така. Ај оди смува да те видам жена ти, ка знае дека лажиш. Симултано, Потврдено од два пати. Не, значи, не успеа, лаже, успеа. само не се Браво. сеќа на годината. Не е страшно. Не е страшно, не е до денот, до Па годината. сега, може и да сум ја промашил, не знам. Могу ќе видиме. да, сега Не, кога кога знаеш дома га ќе отидеш. на премина од година кој да се сега за Али, минутка. Ако ми избркаат тука некој креветче големо е студио, Тоа на поминување од година во година, минута е во прашање, сега ти за година да се сеќаваш. Тоа е исто кога се менува времето, нели? Да. Чекаш сабота навечер кога се менува часовникот. Минута до 2 почнуваш со жената и завршуваш у 3 минута. и викаш Сад време. И една ба, минута. Да. И 2 минутки. Тоа е тоа. Така да на добар пат сме да чуеме уште една номера. Оваа, види, не верувам дека ти го погодивме вкусот, бидејќи си повеќе по забавна музика, ама оваа е забавна. Е сега, Не знам дали приметуваш дека у македонска народна музика има само две, како се вика, само два мотиви можеш да најдеш. Кои? Или пеат за секс или пеат за умирање. За друго нема, не. Народни изворни песни или се за секс или се за умирање. Раке пуке, раке шлаке, имам чуено, не знам која е друга за умирање ова. Мислам за секс, не знам која. За умирање еден куп ги. Па има, Има? малце скриени пораки треба да бараш. скриени пораки, Коленичев јас пред него. Да, и со солзи на очите. Да. Sami dozove me nose po tvoјата улица. Стара љубов 23, моја последна снаница. У
Уште стои таа клупа, кај што таксите остава. Таму љубовта за нас, како свеќа угасна. Уште ми пари кожица на гитара, уште ко компас срце во те бара. Ти си лев за душа боемска. Уште ми фалиш ко таа песна стара, конец по конец срцево ме бара. Ти си лев за душа боемска. Бобе, браво! Свака час само едно нешто ќе ти кажам. Видели кој ми се замисли Љупчо? Па мајко му друг пат кога ќе ми дојде гостинка, ти земи пајдушко го свири да играмо. Сентиш ми свириш со Љупчо. Да, бе, Помисли депресија човек ме ќе треба да фати, игра с мене. Не, Јас- ама за утеха му се свиѓа песната, рече. Ја ми на се, една миризлива се посетив. му се допаѓа, тоа е добро. Значи погодивме во тој дел. Ги спомнавме подкастите пред малку, би сакал да поразговараме за тоа. Сега тоа е, не знам, кај нашава генерација повеќе се уште сме ориентирани кон телевизиите, ама младите со социјални овие мрежи, YouTube. Ти со тоа израсна? Под дема, Ја беше гледав сака. цртани на ВХС, знаеш. Тоа си го фатил тоа време со видео. Само цртани ли си гледае на Па да ВКС? ти кажам право, имаше една смешна ситуација дома, сам дома, и наредени, сега не знам, сите, Симба си го гледал, Том и Джери неколку снимки, К15 неколку снимки, и гледам горе некои други касети, ама не можам да се Високо подкачам. беа. Да. И зимам стол, се качуjem горе, гледам Индиана Джонс, добро, викам, гледано, нешто така, добри филмови. И гледам, учителица зна знање. И А не е пушташ, цртан. Значи и квалитетен германски образовен програм. Од тука Како да кажам? Германски натукнуваш па нешто. Па, значи, израснат со Варбург, со ВХС и со учителица зна знање, мислам дека сум последната генерација со овие три работи што израснала. Добра комбинација. И сега од тука веројатно и подкаст и тие работи што ги правиш. Интересна работа Едно ги време спомена. требаше да прскаме против експерти. Кај да свртиш на телевизија имаше експерти. Све експерт. знаеш. Овој експерт, овој експерт, овој експерт. Сега треба да прскаме против подкасти. Сега сите, мислам дека комарција годинава треба да ги остат, пошто подкасти по интернет све што има, нели, слободна територија и така натаму, сега и телевизии почнаа да прават подкасти, а подкастот е измислен за да не биде телевизија. Нели, знаеш. сега ја колку што Значи, сваќам, побегнаа луѓето, односно не побегнаа, види, не им дава шанса на националниве, посебно не може и најдоа некоја алтернатива. Дали тоа е Ама не, алтернатива за па не е телевизија? види, тоа не е уствари ТВ формат. Добро, Што е не сега е. подкаст? Да ги тргнеме ние овие бубици, стварно му се многу фини на техничарот и да ставиме тука по еден микрофон и тоа е веќе подкаст. Тоа е така? тоа. Новинар кој ќе викнеш на гости можеш да збориш 2 дена. Ако сакаш, немаме многу време, подароци дај да дадеме, гледај како ги чува љубоморно без све, се надева дека ќе заборавам да ги дадам Не на бе, гостите. нема ги давам, многу ме цепио овие мисли, па што ти? Ако не можеш до дома, ја на ќукшке те однесу, ако си Дај многу тамо, цепен. гориво потрушив да дојдам. Ај, хрватице свисецке пива, тој нели, ајде. епили су се. Бучен козјак. Имаш пробано? На Киро Глигоров, не знам дали знаеш, јогуртот од бучен козјак му бил омилен. Знам. Да. И му носеа Значи- специјално за него во вилата, А го јас обожаваш. За млечни производи сум стварно душман, така што Имаш бело, жолто, Фала сирење, ви име на како вистина. кашкавал, онака за дегустација, домче со сопругата или со гостите, ова веројатно ќе го користи сопругата, Арис производи за чистење по дома, течни тие сапунчиња вака така, во Морам едно да- село. Имаш одено? Каде? Етно село Тимчевски. Не, каде е тоа? Стар стил направен ресторан огромен. Тоа е на патот за Крива Паланка. Некаде по младо на Горичане, на клучката кај што е за Сум чул, Пелинце, сум чул, не подолу. сум, да. Сега направи ресторан еден за веселби свадби, Шопјата ми е неверојатно малку добар. неистражена територија, така што Лукумче да се заблажиш и овде имаш однив подарок вечера за двајца, со ова ќе тргнеш. Предпоставувам да се извадиш за годината со жената, па не може со друг јавно ми го дава. повели на твое Ти име. благодарам. И сега на крај ќе ти направам услуга, осме радио да се отвориш и телевизија. Да добиеш на лот, ваш?
Ајде. Заедно, еве ќе играм, ја ќе уплатам. Ќе делиме, сакаш братски ја делиме или пола-пола? Дај пола. Дај пола. Кажи број. Пола се дивера. Од 1 до 37. 17. Стварно, зашто не ставу наочаре кога играм? Утепам се мучејќи. Па ја не знам просто. 17 пишано. Коки, кажи број? И ја не Кажи кажу уште, игру па кажи. пола. Не, ти нема. Ти само ќе кажеш, а не учествуваш. Само кажу и не учествуј Нема се делење. дав 30 дена, го пироќан. Кажи. Па близко сте. Господе, дај Боже, дај До уплат. 31, а? Така 31. 31. Нека игра едно бројче, кажи уште едно. 11. 11 почна, тргна да го кажеш, па те прекина Боби. Седумка не ја менува Боби, јас шестица ќе ти залепам одма. 13. 13-ка, мислев дека Коки ќе ја каже, он ми е малер. 2, 4, 6, и уште еден од мене, еве нека биде, бидејќи ти рече 2, 3, и јас 25, секогаш го кажувам и сега ќе стана. И сега ова ливче, сакаш ја да го уплатам или ти? Ја ќе го платам. Ти, ја ќе го сликам. Обавезно го слика. Ти благодарам што ни беше гостин, мене ми беше забавно, ми летна вака времето, така е со новинарите. Се надевам. Феноменално. Фала, се надевам дека ја оправдав идејата да бидам интересен. За мене да. Убаво И беше. за мене да, супер, одиш. Види, ако не сум интересен, се тоа е. Ако имате некој, пратете го кај мене што направил ревју на емисијава. Фала ви за поканата. Локалните медиуми и ваквите проекти кои се мултимедиумски, односно кои мултиплатформски, кои одат и онлайн и на најразлични телевизии низ земјата, се навистина добар начин да излеземе од ова банално секојдневие и малку да смениме Па хумор перцепција. малку, опуштена варијанта. Нема мислам бе, дека нема кај го- нас многу ретко е тоа. Јас затоа и те викнам да Но, сватам нешто видете, од политика. господине, вие што мислите? Пази, толку време, а не зборевме ниша за Бугарија Не. и не зборевме за судство и обвинителство. И за клетите грци. И за... Не, грците више се А, не, демоте. бе, сега ја Они заборавам. излегоа, Они се се за заборавам. Бугарија Да, сме у фазон. да. Заборави Знаеш, дека се добри, не минуваат. и чим, чест. и јас стално го викам тоа, чим направам емисија, да не го спомнам спорот со Бугарија и реформите на судството во Значи, си државава, имал добра Одлична значи, сум емисија. имал одлична емисија. Забавно Така било. што, сега дури на крај ги спомнавме, за да ја упропастиме нормално, да. Затоа тука ќе прекинеме, одиме да слушате малку хумор, бидете со нас. Ги спомнавме и политичарите. Нормално, не дека во други епизоди не ги споменуваме, ама еве сега и гостинот беше таков. Да, политичарите имаат многу гревови, што измислени, што вистински, сигурно, да. А ние обичните смртници, што би се рекло, ние мажите, имаме со сигурност барем еден, тој е еден сигурно. Тој, дека туѓото е онака, посладко некако. Да, и често мислиме на тоа, сериозно. Иако жените не ни веруваат, нас јанза не јаде. Намисла сме бре постојано дали е грев ако се спие со туѓа жена, а? И јас размислувајќи така нормално интензивно, стигнав до еден заклучок дека воопшто бе не е грев ако спиеш со туѓа жена. Па не. Проблемот е во тоа што ние тогаш не спиеме, туку друго работиме. Ама не оптоварувајте се толку вие со тие такви и тешки мисли. Немојте, поедноставно е од колку што изгледа. Да, многу едноставно. Ако жена поради тоа или било која друга неважна ситница има лош ден, немојте се грижите. Ќе имате и вие наскоро. И како што реков на почеток, како веќе го имавте, нели, лошиот ден, се надевам не ви заврши лошо, вака со нас, па ако е така и следниот викенд бидете со нас и со нашите пријатели, бидејќи наш покровител е државната лотарија и нивните бројни игри, во вид на гребки, секако главната лото 7, секоја среда и сабота. Игрете одговорно, истат лозовите не се детска игра, можете и да подарите и да усреќите некого, да, затоа што таму се кријат вредни парични добивки, меѓутоа и станови, а и по некој автомобил. Ние пак ќе ви подариме нова емисија веќе следната недела заедно со лотарија, секако, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш, нема љутиш, преку репризи и на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Чао!
Скупо, стварно скупо, много скупо. Колко е бе тоа скупо? Скупо, бе. Хајде нека ви убаво, уа. Па тај шчанченош. Самогласка ш, ч, ч, ж. Изберете по нешто за вашиот дом или може би канцеларија. Една, како за нигде. И ја ga после па забрави се На текст. предавање килу. Нема предаја. Да. Ама не оптеру. Што ќе се работи ако дојде до искривеност? И звито и... Ама не оптеру. Скупо е, бе, џабе збори, ставре. Скупо е, како џабе, џабе. Абе, чуј. Ама не оптеру.